Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. На прагот сме на зимата, иако во изминатово време имавме и топли есенски, ама и студени небаре зимски дни. Во пресред на новогодишните празници, украсените села и градови се убав амбиент пред новото лето господово. На политичката сцена се завршните биланси, потоа разните погледи, мислења, ставови, фалби и критики за сработеното во повеќе сектори во годинава 2025. Македонците во странство лани испратиле на своите во Републикава 310 милиони евра, што е 2% од бруто домашниот производ, меѓутоа дознаките бележат опаѓање во последниве години. Македонија е рангирана во А групата за дигитален напредок според критериумите на Светската банка, што се оценува како голем успех. Председателот на македонската влада Христијан Мицкоски за време на работната посета на Брисел учествуваше на самитот Европска унија Западен Балкан. Овој собир во Брисел ја истакна важноста на политичките и економските односи меѓу Европската унија и партнерите од Западниот Балкан и во сегашните околности потребата од што посилни взаемни врски. Премиерот Христијан Мицкоски во Брисел изјави дека поради вештачки причини ние се уште не можеме да бидеме дел од европското семејство и укажа дека владата работи на сите реформи за конечно започнување на преговорите, бидејќи Република Македонија, македонските граѓани, го заслужуваме тоа многу одамна. Нашиот пат започна пред 25 години, ама стоиме во место, рече премиерот изразувајќи очекување дека билатералните прашања нема уште да бидат наша пречка во европроцесот. Најважно е да бидеме оценувани според постигнувањата, а не според билатерални прашања, рече тој. Македонски историчари на научниот собир, што беше посветен на 80-те години од победата над фашизмот, беа со категоричен став и порака дека Македонија со своји сили, жртви и непокор ја извојува својата слобода и иднина, па апсурдно е во ова време со политички притисоци од Софија да се уценува Републикава да прави уставни измени, да впишува бугари во нашиот устав. При такви и слични уцени и други ситуации, кои го закочуваат европскиот пат на Македонија, повеќе од било кога е важно да се заштитат автономијата и суверенитетот на нашава држава, да се заштити тоа што со векови и векови е наше и само наше. Околу договорот потпишан со Грција, историчарите укажаа дека тој договор е погубен за македонските национални интереси, бидејќи Македонија беше уценета и име своje смени, што е несватливо во 21. век. Се побара државните авторитети во Републикава да најдат начин како да се извлечеме од таквата ситуација. А на собирот посветен на одбележувањето на соработката околу финансиите меѓу Соединетите Американски држави и Република Македонија, беше речено дека Соединетите Американски држави се стабилен, доверлив и стратешки партнер на Република Македонија и нашата влада останува целосно посветена на продлабочувањето на ова партнерство, кое се нарекува искрено пријателство. Врвен македонски приоритет што го делиме со Америка е успешното завршување на процесот на евроинтеграциите. Техничката помош што ја добиваме преку Американското министерство за финансии има суштинско значење за модернизацијата на нашиот систем.
Со заедничкото работење Вашингтон-Скопје се придонесува нашите земји да бидат побезбедни, посилни и доста просперитетни и се основа за посветла иднина за новите генерации, порача американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер. Таа деновиве истакна дека Соединетите американски држави се многу јасни, оти местото на Република Македонија е во Европа и тоа е во интерес на сите, без разлика дали преговорите почнале или не. Критериумите треба да се исполнат, а политичката криза во Бугарија не треба да го запре европроцесот за диалог, порача амбасадорката. По толкуте денови дискусии и партиски препукувања, Собранието на Република Македонија ја донесе резолуцијата за потврда на политиките на власта против нелегалната миграција, како и осуда на манипулациите од опозицијата. Се укажува оти владата никогаш не побарала, не договорила и нема да дозволи изградба на кампови за мигранти или трајно да ги сместувала мигрантите низ земјава. Па со резолуцијата се става крај на сите шпекулации и невистини кои се пласираа во јавноста. Одма од СДСМ најавија барање до Уставниот суд да се оценела уставноста на донесената резолуција. Оти сметале дека била неуставна и представувала цензура против критичарите на власта. Од ВМРО-ДПМН со контраодговор дека тоа што го кажува СДСМ за неуставност и цензура представува грубо неразбирање или свесна злоупотреба и е без правна основа, бидејќи резолуцијата не забранува ниту дебати, ниту пак воведува санкции ни ограничувања на правата и слободата, укажуваат од ВМРО. Председателот на СДСМ Венко Филипче е отишол во Брисел да ја кодоши Македонија, велејќи оти ќе побарал подршка од цела Европа, зашто според него борбата за слобода и демократија во Македонија барале заедничка акција, а резолуцијата донесена во Републичкото собрание била атак врз демократијата и слободата на говор и мислење, а тоа, како што веќе рековме, ВМРО-ДПМН го демантираше. Продолжуваме со вестите. Најголем економски партнер на Македонија е Европската Унија, бидејќи 78% од нашиот извоз завршува на европските пазари. Вкупната стоковна размена Европска Унија Македонија била 13 милиарди евра. Во Републикава се активни околу 80.000 компании и бизнисот се повеќе се работи електронски. Бабан Битола го одбележа денот на заштитникот на градот Свети Нектари Битолски. Најпрво со утринска богослужба и света божествена литургија во соборниот храм Свети Великомаченик Димитрија, а потоа следеше литијата со моштите на Свети Агатангел Битолски во чест на патронот и заштитникот на градот. Наскоро ќе биде промовирана монографијата за истакнатиот публицист и еден од најдобрите познавачи на македонското иселеништво, Славе Катин. Книгата објавена деновиве е во издание на издавачката куќа Македонска Искра од авторот Душан Ристевски. Славе Катин има објавено 66 многу интересни дела, и тоа за древна Македонија, за историските врвици на македонскиот народ, потоа за Македонската православна црква дома и во светот, по прогласувањето за автокефалност во 1967 година. Натаму за печалбарството за македонските иселеници од сите делови на македонската земја низ континентите, како и нивните големи постигнувања. Во своите дела Катин пишува и ги опишува родното љубојно и раскошната преспа, потоа за неговите иселенички години во Канада, а прошетал многу земји и има многу репортажи, патеписи, записи и така натамо. Значи монографијата Славе Катин, живот и дело на македонски англиски јазик е прекрасно заокружена целовитост на неговите животни врвици и родолюбие и неговото творештво. На Филолошкиот факултет при Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методи свечено се одбележаа 75-те години од раѓањето и половината век од објавувањето на првата поетска книга на Раде Силјан, еден од водечките имиња на македонската култура, поет, книжевен критичар, издавач и културен деец. Настанот на Филолошкиот факултет, наречено Гледало на вековите, го следеа многубројни почитувачи на ликот и делото на Раде Силјан. Во Државната лотарија на Македонија ревизорите откриле 2 милионски криминал во 2024 година
и сомнежите се дека тоа било во режија на Прпарин Бајрами и Артан Груби од претходната власт. Тие се избегани надвор. На граничниот премир Долно Блаце, при обид да избега од Македонија, уапсен е Буер Дардишта, кој во изминатите години извршувал повеќе раководни функции, и тоа бил директор на управата за водење матични книги, која беше прозивана поради издавањето документи без целосна евиденција. Потоа бил именуван за управител на Електростопанство дистрибуција. Се сомничи за корупција и економски криминал. И 11 мина се уапсени заради местење тендер и за злоупотреба на близу 8 милиони евра во Електростопанство на Македонија. Уапсен бил и поранешниот државен правобранител Фекми Стаја, кој зел 50.000 евра за да убедел судија да укине некому притвор. Земјотресот Косово беше почувствуван во Скопје и околината со јачина од 3 степени. А повеќе од половина век, оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот. Големата мисија на Оро Македонско продолжува, благодарение на поддршката, на разбирањето и добрата воља на Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. И на крајот за времето. Ведро е, но студено. Тешко беше да се диши изминативе дена во Струмица и Кичево, како најзагадени во Републикава, а во Скопје утрото беше најстуден град, маглив, па дури се најде на неславната листа на загадени градови во Европа. Градската управа веќе излезе со програма. Се бара чаре што побргу да се направат акции за да имаме почист, поздрав воздух. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде да сте, со кого и да сте. Почитувани слушатели, новата 2026 година е на прагот. Доколку се уште немате одлучено каде да ја дочекате, ние ќе ви помогнеме. Бесплатно, чист воздух и топло сонце. Да, ви текна West Palm Beach, Флорида. Македонската црква Свети Димитрија Солунски ќе ви организира најлуда вечер со Сонја и Оливер Бен од Торонто. Богата вечер со вкусни стејкови, сето тоа само за $70. За резервација кај Лидија Пасков на телефон 567-543-5829. Драги слушатели, 19 декември е голем православен празник, Свети Никола. На сите вас кои го носите името Коле, Никола, Николина, честит именден. Исто така, овој ден е фамилиарен празник или селски празник, напомош да ви биди. Покрај од името на нашата радиопрограма испраќаме најубави честитки воедно кон нашите
Честитки се приклучуваат нашите спонзори, без кои нашата радиопрограма не може да обстои. Честит празник, Свети Никола од следните спонзори и тоа. Little Caesar Pizza и фамилијата Илич, Wilbur Kia Ford Car Dealer и менаџерот Менде Талевски, Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sell и Truck Partner Company. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓа Ѓорѓ Атанасовски, идниот Кинг Ѓорѓ заедно со браќата Јосиф ви го честитаат празникот Свети Никола, иначе овој е и празник на градот Прилеп. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате со Мак Травел и Лили Марковиќ. Доктор Луј и доктор Христофор Хецес од заболекарската ординација во Стелин Хајц ви го честитаат празникот Свети Никола. Погребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Тречевски заедно со својата сопруга Весна од First Development од Далас, Тексас, на сите вас ви го честитае празникот Свети Никола на помош да биди.
нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Напротив, ќе зајакнеме нашата борба заедно со нашите сојузници во рамките на НАТО против илегалната миграција. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговара. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Ја ве се обраќам и до македонските граѓани, додека јас сум премиер, сум јас претседател на ова влада. Нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Тоа е сепак прашање внатрешно на Бугарија. Кога тоа е мое внатрешно прашање. Не, ама зборам спроведувањето на пресудите е прашање. А промената на уставот чиво прашање? На Бугарија, на Македонија. Па не го прифаќаме. Зошто да го прифатиме? Ако е мое прашање, кој има право да ми се меша во моите внатрешни работи? Еве викате вие, ама премиерот не треба да се мешате во внатрешните работи. На пресудите во Страсбург во Бугарија не е услов за Бугарија да стане некаде членка на некоја институција. И сега ако е услов, треба ние да се обезличиме. Утре може да друго услов проведени или да го промениме. Еве утре ќе се случи друг услов. Ќе не речат не било илинденското востание македонско, било преображенско бугарско или нема европско. И треба тоа да го прифатиме. Тоа ќе рече. Ако има влада која ќе го прифати, не имало влада, очигледно имало. Така вика из името примало влада. Така вика из ова прете се дошло јунак, некој кој што тоа го прифати. Може и тоа ќе дојде. И објаснете ми. Поред. Дело кој што него направиле. Тоа се луѓето кои што се осудени за случувањето од 27 април. Може би имало грешка во тој случај, но дали тие луѓе биле терористи, не се, но служат по 5-16 години затвор денес не затворите ширум државата. А очигледни луѓе кои што сториле очигледен криминал, за кој што цела држава слушна и виде, не знаеме ни каде се сега. Камо ли да зборуваме за нив? И како е ние правда во Македонија? Како да веруваме во тој правосуден систем дека функционира и дека постои? Патем, судијата кој што ја даде таа пресуда за 15, 16, 17 години казна, затвор од 1050 страници, кој што верувам ќе се изуша на правните факултети некој ден за ноторна неправда во системот, иако едно решение што го донесе токму во таа постапка беше укинато од Уставниот суд, Судскиот совет го напреде во Уставен суд. И како граѓаните да веруваат дека се воспоставени темели за транспарентен и функционален правосуден систем. За разбирање на подемот на Филип II и Александар Македонски професор. Подемот нивни зависи од успешноста на Филип пред се. Значи, он е тој што успеал да создаде таква структура и воена, и економска, и општествена структура, да му обезбеди на него сигурност и од север, и од југ, и да создаде клима за тоа што го имал на ум, а тој не го реализирал, туку силно го реализирал, со тоа што никако Александар да се насити од освојувањата кон исток. Тука веќе стигнал до крај на светот. Аристотел малце го зафргнал. Му рекол дека таму, иначе мислел дека е повикан, дека е Месија, дека е тој што треба да биде газда на светот. Тука стигнал до Интер, мислел дека е крај на светот, па се вратил назад во Вавилон, починува, бродовите се градат цело време на брегот сириски за да тргнат на запад. Он имал идеја да оди на запад. Он не освојувал, он не плячкал, он не донел ништо во Македонија. Колку се важни овие први чекори? За мене е многу голема радост и чест што сум тука. Ово е може 6-ти пат што јас сум тука во Македонија. За Николас е 3-ти пат и за Хуан Давид прв пат во Македонија. Многу сака Македонија. Овој прв пат е заљубен и во градот Скопје, и во Охрид, и во пейзажите, и во луѓе, и во музиката, и во храна. Исто така и јас сум заљубен во ова прекрасна земја. Се чувствувам неизмерно среќен. За мене е многу голема. Тоа беше гласот на Јанко од Колумбија, колку се чувствува стрекни во Македонија. Драги македонци, ние сме музиканти од Колумбија, од Венецуела и сакаме многу македонската музика. Сега сме во Канада, во градот Халифакс и сакам да свирам за вас убава македонска песна Јовано.
викам денот кога грчката влада го донесе законот за забрана на македонскиот јазик. И од тога по селата беше забранет македонскиот јазик. А најстрого забранет беше за време на Метаксасовата диктатура. Во селото си имаше се продукти, само се немаше шеќер, газје и сапун, што се вика. Тоа се немаше. И одеја во Костур да продава понеделник, среда и петок во Костур имаше пазар. И одеја да продават. И тој му вика на магарето уш. Шчи, уш, знаеш на магарето. Дедо Ванчо Прешленков. И тие го фате. Шо му зборваш на магарето? Магарето не знае грчки, му викам, уш, му викам на магарето. Не рече ката ти зборваш македонски. И го казне за 500 драхми. Зошто на магарето му рече уш. Македонките жени не може на македонски да плачат нито на македонски на гробовите на своите деца. Еден велик ден побара по-старите од селото, ние имавме свој вака, како го велело селото Кожобашија, одговорен на селото, ако можат велик ден, жените да изиграт и да запеат македонско орол. Значи, великденска песна, 2 орли се бие горе на небото, после таа песна едниот е Великден, другиот е Гергиден. Еден од полицајците не знаел. И кога чу дека во сред село, пред црквата, се пее македонско оро и песни, и тој оддалеку почна и да отвори оган. Во 90-те години, кога поголем страв постоеше, само во 4 села низ Егејска Македонија се пееа македонски песни по разни панагјури и собири, сега се пеат на над 200 села. Тоа успеавме да се зачува. Песната и орото ќе го слушниш во панигири, ќе го слушниш во свадби, многу разници со пееме, а дети со правиме у селото. Децата са први у орото, македонски ора, кога играат оро, си пеат. Си пеат македонски песни. Не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се озлявнат. Го имат натре у срцето. Ки и пулис да играат оро, народ ки и пуле, ки си пеат. Кад се играат оро, ки си пеат. Музиката не пее, децата си пеат. Го имат отнапред. Мојде податок ќе спомнам дека до 90-те години, кога поголем страв постоеше, само во 4 села низ Егејска Македонија се пееа македонски песни по разни панагјури и собири, сега се пеат на над 200 села. Не е човек за да живее слободно. Зарем македонецот не е слободен за да може да го дише чистиот воздух и да му се радува на животот, како што му се радуваат другите слободни народи. Македонецот не жали што ќе загине од куршумот на непријателот и спремен е да го прави тоа се до денот на неговото конечно ослободување. Жално е што пред очите на цивилизирана Европа македонецот и понатаму робува. Нека крвта на тоа невино население продолжи да се лее пред Европа. Посочетенија правдината, каде и кај кого е. Зарем македонецот не е слободен за да го дише чистиот воздух и да му се радува на животот како што му се радуваат другите слободни народи. Кодош и војводо.
Знаеш ли дека Исус е син на Александр? Кој е Александр? Александр Македонски. Македонија. Ти македонец ли? Јо. Јам шиптар. Шиптар? Што мајка барате тука? Ти вели комши да се договориме вечерва една работа. Разбираш? Од таа страна на реката Албанија, од оваа страна Македонија. Вие ќе се останете на ваша страна, ние на наша. Бива? Бива. Предател! Мајмун! Кој? Киме? Македонија се раѓа. Македонците се борат за своите правиња. Го препливал езеро по таква бура. Ти можеш да го направиш тоа? Илјам, можеш да го направиш тоа? Можеш. Where are you from? Пламени прсти. Наши со празнина омегени, скршливи рабови, острови расејани по море. Колку тишина на секој слаб збор, колку небо на секој осамен столб, колку страшни складишта има во урнатините. И што е надежта, освен сон? Согласност на бреговите, извик читков ткаен во реченицата како облик на каменен свод. А нашите дела со празнина омегени, заразени од оган над звездите, клето го имитираат. Кој да ги поврзе во ликови? Изведуваат продолжение од нас, од нашата несреќа ли? Со кој јазик зборуваат сладките усти од онаа страна на мудроста? Додека во сверното око на ангелот или зверот, сликите поинаку може би се венчаваат. Тешко тебе, градо, песочна кула на брегот. Еве се крева бран и шумоли во бесмисла. На равот што без страст, бесмртно ги поместува нашите знаци. Кој да го доврши ракописот? Книгата што празнината ја прелистува со пламени прсти. Никогаш не бил грк. Еве зошто. Македонија била монархија, а не грчки полис. Различна држава, различен систем. Грчките автори често ги нарекувале македонците варвари, народ надвор од нивниот културен круг. Дури и Филип II бил прифатен на Олимписките игри од политичка потреба, не од етничка припадност. Александар Македонски секогаш се титулирал како крал на македонците, не како грчки владетел. Да, ја ширел хеленската култура, но тоа било оружје на моќ, не доказ за грчки идентитет. Историјата е комплексна, но едно е јасно. Македонците и грците не биле ист народ. Александар Македонски никогаш не бил грк.
Почитувани слушатели, новата 2026 година е на прагот. Доколку се уште немате одлучено каде да ја дочекате, ние ќе ви помогнеме. Бесплатно да се надишите чист воздух и топло сонце да имате. Ви текна за што зборувам. Да, West Palm Beach, Флорида, Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски ќе ви организира најлуда вечер со Сонја и Оливер Бен од Торонто. Богата вечера со вкусни стејкови, сето тоа само за $80. За резервација кај Лидија Паскова на 567-543-5829. Окупатори Македонија, школи, јазици, учебници на бугарски јазик, тоа ќе нема крај. Ни од Македонија нема да остане. Со гаранции или без гаранции, со одложен или без гаранции, тие не смеат да влезат. Тие беа овде окупатори. The first person to receive Christianity in Europe was Lydia, a woman from Macedonia. They will tell you that Lydia, it's Slavic name, but it's not true. It's Macedonian name. And why is this Slavic name mentioned in the Bible in 1st century AD when the first Slavs come after 7th century? Of course, those are lies about the Slavic theory that is not true. Lydia was Macedonian, and all people in the Balkan were Macedonians, speaking Macedonian. Like always, there were no slaves, but Sclavians areas in the Balkan called Macedonia. Her story is told in Acts 16:13-15. Lydia was a businesswoman selling purple cloth in the city of Philippi, a prominent trade in the ancient world. One day, she gathered by a river with other women to pray, and there the Apostle Paul shared the message of Jesus. As Paul spoke, the Lord opened Lydia's heart. Acts 16:14 says, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Lydia believed in Jesus Christ, and she and her household were baptized. Acts 16:15 records, when she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. Lydia's conversion marked the first recorded European to embrace Christianity. Her faith and hospitality played a key role in supporting Paul's ministry, making her one of the first patrons of the early church in Europe. Lydia's story shows the impact of one person's open heart and how it can shape history. God bless Macedonia and Macedonian people that first received Christianity in Europe. Macedonians had faith in God, and they believed in the gospel message for salvation by the Lord and Savior of all people, Jesus Christ. And they spread the gospel to all the Europe and the world with Macedonian language. Јас сум Димитрија Кулевски Кулето. Моментално сме вечерва на фестивало, а снимаме за радиото Оро Македонско. Ве поздравувам. Не сум емигрант. Боже, сачувај. Ете така, тука да ги допосати, ние да се расправаме и треба оваа сиромашна држава да ги рани, да ги чува, да ги држи, нели е така? А нема ништо да работат. Штипјани со големо незаможното примање мигранти во Македонија, иако британските медиуми објавија дека е можно нивно испраќање во државата. Сепак граѓаните категорични, во Македонија за нив место нема. Доколку државата се стабилизира, тоа би значило да има добар систем и добра плата. Младите ќе се вратат од туѓини и нема да има потреба од мигранти, велат анкетираните граѓани во Штип. Не треба. Ние многу голема држава сме, па уште мигранти да ни донесат тук. Сите се луѓе, сите се човеци, сите се паметни, ама не може тоа така да биде тука да ги донесуват. Па од Британија, но ни така и одговара да се откачат они од нив, на нас не ги праќат. Гледам бесене и слушам и гледам. Джабе, ако дојдат мигрантите, ние не знам кај ќе одеме. За младите вас, за нас, знаете кај ќе одеме не. На 77 там. Ама вие, Господ нека ви е напомни. Па нема потреба. Нема потреба, зашо да се донесат? Ние сами сме мигранти, брат. Самите сме мигранти. Не ни треба такви луѓе. У нашата држава не смее тоа ништо да има. Нема шанси. Не. Па нема да прават, ама не би требало да ги Мицковски доведе. Не би требало. Па има доволно македонци тука, шо ќе ни мигранти на нас. Граѓаните од друга страна стравуваат доколку мигрантите се донесат во државата ќе има многу нереди. Велат ваквите ситуации не сакаат да ги гледаат. Па нереди ги направат. Каков закон има за нив? Ќе има ли закон за нив да ако направат неред? Како не стравувам? Не дај Боже, може дете ќе ти силува, може ќе ти утепа. И ние треба да се пазиме, не само децата.
Инаку владата на Република Македонија ги оквалификува како неточни написите во некои британски медиуми, објавени на 5 декември дека води преговори со Велика Британија за прифаќање на мигранти. Портпаролката Марија Митева во изјавите за медиумите вели дека ваквите написи се за внатрешно политичка употреба. Почитувани гледачи, деновиве тема број 1 се мигрантите. Власта веднаш демантираше, опозицијата постојано напаѓа, а народот е во шок. Јас моментално не се наоѓам во Скопје и Македонија, туку се наоѓам во Јужен Лондон. Овде се наоѓам во еден камп за мигранти. Со мене е директорката Елизабет. Hello, Елизабет. Здраво, Елизабет. Hello. How do you do? Fine, thank you. You? Таа ми вели дека е многу добра. Како сум јас? Very good. Where are you from? Ме прашува од кај сум. I am from Macedonia, Skopje. I am journalist од Македонија, Скопје, јас сум новинар. Skopje, Prpa from migrants, Prpa. Skopje, Prpa, демек страфни од мигранти, Prpa. Сега ќе одговорам, yes, we are very Prpa, да, ние сме многу уплашени. Yes. Да. Can I speak with the migrants? Yes, please. Барам дозвола да зборувам со мигрантите. Ви благодарам. Thank you, Елизабет, таа ми дозволи. Еве сега ќе разговарам со мигрантите. Hello, migrants. Hello. How do you do? Како сте? Fine, thank you. Многу се добро. Do you know that if you are bad guys, they will send you in Macedonia? No. Само да преведам, just translate. Дали знаете дека ако сте лоши момчиња, енглезите ќе ве пратат во Македонија? No. We will be not bad guys. We will be angels. No, Macedonia, please not. Уплашен мигрантот вели, не, нема да бидеме лоши момчиња, ние ќе бидеме ангели, само никако во Македонија. Your prime minister is very dangerous. Your opposition don't like us. Your people will beat us. Што вели вториот мигрант? Нашиот премиер е многу опасен, опозицијата не ги сака, а народот ќе ги тепа. So, we stay here in London. We don't want to go in your oasis of peace. Значи, они ќе си останат овде, ќе бидат добри и не сакаат да доаѓаат во нашата оаза на мирот. Stay here, migrants. Јас им порачувам да си останат овде. Супер. И сега повторно доаѓам до директорката Елизабет на овој мигрантски камп. Елизабет, I want to give a gift. This is yellow brandy. Yes. And take care about these migrants. На Елизабет и дадов жолта ракија од Македонија и порачав да ги чуваат мигрантите кај нив, демек да не ги праќаат на нас. Thank you very much. Let's drink together. Значи многу е сладка, само да ви преведам. Ми се заблагодари за ракијава, жолтава ракија и ме поканува заедно да ја пиеме. Како и да е, почитувани гледачи, значи се одјавувам од Јужен Лондон и ви порачувам, немајте гајле, мигрантите остануваат во Британија, не доаѓаат кај нас. Македонија, сум те спасил. Чао и поздрав. To sме ние, вие сте тие другите. Румен Раденов, Слави Трифонов, опела. Античанов, to сме ние, вие сте тие другите. Ангоце Делчев, Sandarski, Alavankovski, Janko Petelček, Adame Krule, Alame Alavanko. Hajde, Guru, kraleci!
Неколку жални вести. На 95 годишна возраст почина еден добар црногорец, пријател на нас македонците, Чедомир Грујич од познатата продавница Балкан Мит Маркет. На 91 годишна возраст почина Магда Илиев од село Колораби, Егејска Македонија. Останаа дажалата, синот Джан, снаата Фаника, керката Теодора со сопругот Гаврил, сите со своите фамилии, а на тој свет ќе пречека сопругот Трен. После кратко боледување почина Никола Наумовски Јанковски, родом од село Лубојно. Останаа да жалат сопругата Ленче со синовите Мендо и Васко со своите фамилии. Погребот ќе биде извршен во Лубојно кај своите браќа Стефо, Танта и Методија. На 93 годишна возраст почина уште еден љубанец, Васил Паспаловски од Дирбон. Останаа да жалат супругата Менка, синот Луј, ќерката Марија со своите фамилии. Погребот ќе се изврши после Крисмес. Бог да ги прости горе новопочинатите чеда и вечна и памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото, колешке.